Научниците проценуваат дека ограничувањата во 6 држави одложи или спречи околу половина милиарда случаи на COVID-19. Студијата објавена во списанието Nature користела податоци од Кина, Јужна Кореја, Италија, Иран, Франција и Соединетите држави. Истражувачите ги споредиле стапките на инфекција пред и постапувањето во сила на ограничувањата. There have been tremendous and unprecedented economic hardships that people around the world have had to put up with in our efforts to try and contain this virus. All of those efforts were not wasted. And I think what our study shows is really the scale of what humanity has done together. Тимот откри дека затворањето на деловните активности и наредбите за останување дома имаат големо влијание врз забавување на стапката на инфекции, додека затворањето на училиштата имало далеку помал ефект. Повеќе докази се појавија и во корист на универзалната употреба на маски во јавност. Истражувачите од универзитетите Кембридж и Гринич откриле дека пренесувањето на COVID-19 е значително намалено кога целото население користи маски, не само лицата со симптоми на заболување или оние со високи ризици. Истражувачите во Австралија тестираат дали лекот создаден за лекување на мозочни удари може да ги подобри стапките на преживување од COVID-19. Многу пациенти со сериозни случаи развиваат згручување на крвта, што може да предизвика мозочен и срцев удар и други сериозни компликации. If we can stop the clotting process, we think we can turn COVID-19 from a really severe life-threatening disease into a severe respiratory disease. Лекот треба да се тестира во странство затоа што во Австралија нема доволно тешки случаи на COVID-19 за поголемо испитување. Во Русија болниците и клиниките започнаа да примаат антивирусен лек одобрен за третман на COVID-19. Министерството за здравство на Русија го одобри лекот Авифавир под посебен забрзан процес, додека клиничките испитувања се уште беа во тек. Исходя из нашего опыта, похоже, что эффективность этого препарата очень высока. И действительно, те ощущения, которые мы имели, участвуя в этом исследовании и видя этих больных, совпадают с теми небольшими данными, которые были показаны в первых исследованиях, в том числе и китайских, что это быстрая достаточно элиминация вируса. Испитувањата врз луѓето на неколку постојни антивирусни лекови не дадоа конечни резултати. Лидерите на Обединетите нации издадоа дополнителни сериозни предупредувања за влијанието на кризата врз најсиромашните во светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика на значително проширени обврски за олеснување на нелошите ефекти. Our food systems are failing, and the COVID-19 pandemic is making things worse. Unless immediate action is taken, it is increasingly clear that there is an impending global food emergency that could have long-term impacts on hundreds of millions of children and adults. This year, some 49 million extra people may fall into extreme poverty due to the COVID-19 crisis. Организацијата за економска соработка и развој соопшти дека јавното здравство не смее да се жртвува заради економиите на земјите. Presenting the problem as a choice between lives and livelihoods, meaning a choice between health and the economy, is a false dilemma. If the pandemic is not brought under control, there will be no robust economic recovery. Бразил соработува со кинеска фармацевтска компанија за производство на експериментална вакцина против коронавирус. По минувањето на првите две фази на испитувања во Кина, вакцината сега ќе биде тестирана на 9.000 бразилски волонтери. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus. E os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho do próximo ano. E com esta vacina, nós poderemos imunizar milhões de brasileiros. Повеќе од 100 вакцини против коронавирусот се во развој низ целиот свет, но тестирањата за безбедност и ефикасност може да траат една година или повеќе. Здравствените експерти и организации истакнаа дека сите успешни вакцини треба да бидат масовно произведени и достапни на глобално ниво.